Речиси 700 милиони евра минатата година од државниот буџет биле префрлени на сметка на фондот за да можат да се исплатат пензии. Годинава се очекува овој износ да биде поголем. Државниот завод за ревизија во денешниот извештај предупредува, без реформи пензискиот систем е неодржлив. Зголемување на старосната граница за пензионирање и прилагодување на стапката на придонеси, бидејќи пензиите растат, а тоа не е подкрепено со зголемување на придонесите и на вработеноста, се дел од препораките на ревизорите. Населението забрзано старее. Бројот на пензионери расте додека има се помалку работници. Прогнозите се дека до 2055 година секој трет жител ќе биде пензионер. Демографските проекции за нашата држава се негативни, односно учеството на лицата над 65 години ќе се искачи на над 34% до 2055 година. Бројот на лица над 80 години ќе се зголеми повеќе од 6 пати во однос на состојбата во 2024, додека работоспособното население ќе се намали за речиси половина милион лица, што ќе ги зголеми притисоците врз јавните финансии, стои во ревизорскиот извештај. Превземените мерки и активности од надлежните институции не се доволни, предупреди вчера и главниот државен ревизор. Имаме загрижувачи податоци во делот на работно способното население, имаме загрижувачи податоци во делот на сместувачките капацитети и негата на старите лица, имаме загрижувачи податоци на рамноменото разместување на услугите каде што може да се даде за згрижување на старите лица, но имаме и податоци кои кажуваат на потребата од преземање на интензивни реформи во делот на пензискиот систем, бидејќи се повеќе се создава состојба каде што од една страна имаме поголем број на корисници на пензија, од друга страна имаме помален број на вработени. Извештајот утврдува дека државата недоволно се грижи за старите лица. По истекот на националната стратегија за стари лица во 2020 година, државата 6 години нема донесено нов всеопфатен стратешки документ. Услугата помош и нега во домот ја користат помалку од 1% од лицата над 65 години, а во 31 општина во државата пензионерите воопшто немаат ваква можност. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.